Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Клиничката болница ќе формира дисциплинска комисија. Според новиот директор, вакво тело досега не постоело. Министерството за економија ќе дава субвенции за вградени ПВЦ прозорци, за топлински пумпи и за поставување на фотонапонски централи во домаќинствата. Во акцијска контрола за првенство на минување санкционирани се вкупно 14 возачи, 10 во Тетовско и 4 во Гостиварско. Јавната здравствена установа Клиничка болница од Тетово идната недела на состанок на управниот одбор ќе формира дисциплинска комисија. Според новиот директор, вакво тело досега во болницата не постоело. Во меѓувреме изготвиле и правилник за однесување на вработените. Тетовската клиничка болница ќе воведува поголем ред во однесувањето на вработените за да не се повтори скандалот со анестезиологот која повреди приватноста на пациентите емитувајќи видео на TikTok. Иако постојат непотврдени информации дека лекарот и претходно несовесно се однесувал, за него не се водела никаква постапка затоа што немало дисциплинска комисија, потврди новиот директор Плум Бела. Разговори, мобети можеби имало, али званично нешто не. Неговото досје само стои дека бил на лекување бил болен од туберкулоза и имал лекување една година, а нешто друго за нешто употреба евентуално за некои така да кажеме наркотични средства, немаме такво досје. Како било порано, јас не можам да ви дам информација. Ја може да ви дам информација само како ќе биде понатаму. Значи ние во првиот состанок кој ќе имаме со управниот одбор, ќе формираме комисија, дисциплинска комисија, која ќе биде нормално членови ќе бидат според законот, член од синдикатот, ќе има член од хируршкиот блок, од интернистичкиот блок, наши лекари, ќе има правник и ќе се формира еднаш за секогаш за да има таква комисија. Ние ја би сакал да немаме вакви случаи како што беше случајот прошлава недела или евентуално со некој да кажеме друг случај. Оно што всушност е непишано правило дека медицинските лица не треба да даваат приватни информации на пациентите, ниту да објавуваат фотографии и видеа без дозвола. Сега установата го сублимира во правилник. Донесовме еден правилник све со цел да не се повторат вакви случаи како што беше случајот од прошлава недела, да се заштити приватноста на пациентите и истовремено со тој правилник да се заштити и угледот на болницава и на самите лекари. И јавноста и лекарската фела го осуди случајот во кој лекарот во живо на TikTok емитуваше видео од персонал и пациенти на кои им се пружа помош на гинеколошкото оделение. За него се води постапка пред комората за временно одземање на лиценцата за работа. Министерството за економија оваа година ќе го зголеми буџетот во делот на реализација на програмата за промоција на обновливи извори на енергија, како и поттикнување на енергетската ефикасност. Ќе се доделуваат субвенции од 20.000 денари за вградени ПВЦ прозорци, 15.000 денари за топлински пумпи и 80.000 денари за поставување на фотонапонски централи во домаќинствата, информираше на денешната пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. Министерството за економија, како и претhodните години, нема да го скрати буџетот, но во спротивно ќе го зголеми буџетот во делот на реализација на програмата за промоција на обновливи извори на енергија, како и поттикнување на енергетската ефикасност. Затоа, средствата во оваа програма се во вкупен износ од 70 милиони денари, кои ќе се користат за реализација на следните мерки. Надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алумински прозорци во домаќинства за 2023 година, каде што се предвидени вкупно 25 милиони денари и ќе опфати над 1200 домаќинства во нашата држава. Со цел домаќинствата во нашата држава да ја подобрат енергетската ефикасност на своите домови, а со тоа да заштитат електрична енергија, Министерството за економија на лицата кои ќе купат и вградат ПВЦ или алумински прозорци во своите домови,
ќе им обезбеди повратна средства во висина до 50%, но не повеќе од 20.000 денари по домаќинство за 2023 година. Надоместување на дел од трошоците за купување на сончеви термални колекторски системи во домаќинства за 2023 година, каде што вкупно се предвидени 15 милиони денари и ќе опфати над 1000 домаќинства, а секако дека кофинансирањето на Министерството за економија ќе биде во висина до 30%, а не повеќе од 15.000 денари. Третата мерка е надоместување на дел од трошоците за купување и инсталирање на фотонапонски електроцентрали за производство на електрична енергија до 6 киловати, согласно новата одлука која донесе Министерството за економија во делот на зголемување на капацитетот на инсталираната моќност во делот на секое домаќинство, и тука се предвидени 30 милиони денари и ќе опфати над 400 домаќинства како мерка што првично се и за прв пат се спроведува во нашата држава. Значи, повратот ќе биде во висина до 30%, но не повеќе од 80.000 денари, а дополнително на тоа, согласно новиот правилник и другите подзаконски акти, како што знаеме, обврска е на универзалниот снабдувач вишокот на електрична енергија да ја превземе и согласно утврдената цена на Регулаторната комисија за енергетика да им ја плати или пак да им ја надомести дополнително на секој од домаќинствата кои ќе одлучат да направат вакви инвестиции. На денешната панел дискусија на тема регионална економска интеграција, организирана од Институтот за економски истражувања и политики Finance Think од Скопје, беше истакнато дека иницијативата Отворен Балкан може да представува стимул за побрзо реструктурирање и затворање на јазовите на пазарот на труд. Регионалната економска интеграција е исклучително значајна за нашата економија. Земајќи ги предвид аспирациите да станеме полноправна членка на Европската Унија, иницијативата Отворен Балкан може да представува стимул за побрзо реструктурирање, особено во делот на пазар на труд. За да ги процениме какви се ефектите од иницијативата Отворен Балкан на пазарот на труд, потребно се да погледнеме три аспекти. Прво, каква е структурата на пазарот на труд, особено во поглед на какви се кусоците и недостигот на работници во одредени занимања, потоа да идентификуваме какви се премиите за плата и третиот аспект е во која мера ние сме подготвени да направиме структурни промени. Нашата анализа точно ги идентификува какви се суфицитарните и дефицитарните јазови на пазарот на труд. Резултатите покажаат дека имаме исклучително поларизирана состојба во поглед на суфицитарните и дефицитарните јазови, каде што од една страна имаме драстична понуда на невработени во однос на отворените работни места во споредба со дефицитарните јазови, а додека пак кај високите вештини доминираат суфицитарните јазови, каде што го постигнуваме максимумот за занимањата од педагошките факултети кои што се постигнуваат, па така за едно работно место имаме дури 75 невработени лица. На друга страна ни се дефицитарните јазови, каде што имаме недостиг од работници за скоро сите општи работници во повеќе занимања, меѓутоа и во делот на услужните сектори. Севкупно како заклучок, клучните бенефити и од иницијативата Отворен Балкан и од вкупните пристапни преговори со Европската Унија се ние да направиме структурни промени и системски решенија кои што ќе ги затворат овие јазови кои во моментот постојат на пазарот на труд. Тие се прилагодување на образовните политики, оневозможување на манипулација на системот, каде што знаеме дека имаме во дадени моменти и вештачко одржување на лица кои што се невработени или се регистрирани невработени во агенцијата, а де факто истите лица многу тешко би се вработиле на пазарот на труд. Денеска во Скопје се одржа свечена церемонија по повод официјалното започнување на заедничката операција на Фронтекс во Македонија. Над 100 европски гранични полициски службеници ќе работат заедно со нашата гранична полиција на македонско-грчката граница, со цел надгледување и проверки на границата, патролирање и собирање информации за прекуграничниот криминал. Горди сме како нација
што овој договор е прв потпишан договор со Европската Унија на македонски јазик, без додавки, фусноти и звездички, што е доказ за заштита на македонскиот јазик и македонскиот идентитет, кои што со овој документ се поставени на европско рамниште, заедно со сите други јазици и идентитети на земјите членки на Европската Унија. Зајакнувањето на соработката со Европската Унија и воопшто исполнувањето на приоритетите од Европската агенда носат конкретен бенефит за нашите граѓани. Бидејќи нашата заедничка посветеност во справувањето со илегалната миграција и прекограничниот криминал неминовно ќе обезбеди поголема безбедност како за граѓаните на нашата држава, така и на Европската Унија. Во оваа заедничка акција ќе кориме заедно како рамноправни партнери, бидејќи единствено со заеднички координиран пристап можеме успешно да се справиме со сите глобални предизвици. Ова представува уште еден чекор напред во нашите заеднички односи. Северна Македонија и во Европската Унија се приближуваат едни кон други по почетокот на процесот на преговори за пристапување минатиот јули. Од денес прекограничната соработка ќе стане посилна, пооперативна и поопиплива за корист на сите. Ова важна операција ја нагласува соработката помеѓу Европската Унија и Северна Македонија. Нашите службеници доаѓаат од 30 земји, но ние сме како едно, обединети во нашата цел. Целта на соработката е контрола на миграторните движења, борба против прекограничниот криминал, вклучително кријумчарење со мигранти, трговија со луѓе и борба против тероризмот и унапредување на европската соработка на границите со Грција, Србија и Албанија. Фронтекс ќе распореди патролни возила и офицери, службеници да го зајакне персоналот на властите во Македонија, проверка, идентификација, помош при скрининг на мигрантите и прибирање информации за прекограничниот криминал. Приведено едно лице од Гостиварско за издржување затворска казна. Пронајден нож кај 23 од Тетово. Пријава за каснување од бездомно куче. Полицијата спровела и акцијска контрола за првенство на минување. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 14 часот на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар привела 57 од Гостиварска Долна Бањица. Тој бил баран по потерница врз основа на судска наредба за издржување на едногодишна затворска казна за сторено кривично дело по член 354 став 2 од Кривичниот законник. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Вчера вечер околу 23 часот во Тетовско Горно Седларце, полициски службеници на СВР Тетово запреле патничко моторно возило Ауди со тетовски регистарски ознаки, во кое како сопатник се превезувал 23-годишен тетовец. При преглед кај него бил пронајден и одземен нож, пошто му бил изготвен соодветен поднесок по член 80 од Законот за оружје. 20-годишничка од Тетовска Вратница вчера во 13 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавила дека на улица Видое Смилевски Батово Тетово била касната од куче скитник. Во рамките на континуираните активности за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на подрачјето на СВР Тетово, вчера од 7 до 13 часот била спроведена акцијска контрола за првенство на минување. При контролата откриени и законски санкционирани биле вкупно 14 возачи, 10 во Тетово и 4 во Гостивар, кои не почитувале првенство, како и 18 други видови сообраќајни прекршоци. На сите возачи прекршители изготвени им се поднесоци по Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и тие ќе се соочат со предвидените парични глоби, кои за ваквите прекршоци се движат од 45 до 250 евра во денарска противредност. По повод Денот на планетата Земја 22 април, Министерството за животна средина и просторно планирање денеска во Скопје организираше настан. Инвестираме во знаење, помагаме на планетата.
На настанот учествуваа 18 училишта од целата држава, вклучени во Глобе програмата. Учениците, предводени од нивните професори, имаат за цел да изведат практична демонстрација на унифицирани протоколи за следење на квалитетот и промените во животната средина. И она што особено е задоволство, тоа што денеска го прославуваме со нашите најдрги, со нашите најмлади и со нивните професори во рамките на програмата која што ја спроведуваат, односно Глобе програмата. Секако со нашиот заеднички партнер, Соединетите Американски држави, денеска вршителот на должност амбасадор беше заедно со нас, заедно со професорите, заедно со учениците, уште еднаш да потенцираме колку е важно најмладите да учествуваат во активности за заштита на животната средина, пред се да научат, а потоа и да спроведуваат секакви истражувања и мерки кои што можат да го зголемат нивното знаење во делот на животната средина. Повторно ја активираме оваа програма. Многу ми е жал што во изминатите години се спроведуваше многу на ниско ниво. Повторно ја афирмираме и ветуваме дека се повеќе и повеќе ќе работиме со децата, бидејќи сметаме дека најмладите се оние кои што и нас еден ден ќе научат дека треба да ја вреднуваме животната средина, сите сме дел од неа и сите мораме да ја заштитиме. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!